Дел од вработените во 6 министерства од денеска до петок ќе штрекуваат по половина час. Тие денеска се собраа на протест пред Министерството за животна средина, од каде побараа од владата да ги прифати нивните барања за потпишување колективни договори, изголемување на платите за 30%. На протест излегоа дел од вработените во Министерството за култура, животна средина, европски прашања, дигитална трансформација, транспорт и врски, економија и труд, како и вработените од Државниот завод за статистика и во Државниот архив. Председателот на УПС објасни дека ваквото барање стои на маса повеќе години, но ниту една влада досега немала разбирање. Почнуваме денес во вторник, бидејќи денес се одржува седница на влада и апелираме на денешната владина седница да се стави точка на дневен ред со која ќе се изнајде начин да се обезбедат средства од буџетот на државата за решавање на овој долгогодишен проблем на вработените. Синдикалците нема одговор на прашањето зошто излегуваат на протест пред воопшто да се обидат да разговараат со владата, ниту како би се извело покачувањето кое воопшто не е предвидено со колективниот договор, а не е планирано ни со буџетот. Просечната плата во овие институции изнесува околу 29.000 денари, а просечната плата во државата 42.124 денари. Додатокот што го бараме од 30%, значи дека вработените би добиле 6.000 денари износ кој би бил зголемен на нивната плата, но и покрај тоа сите вработени повторно ќе бидат под просекот на државата. Барањето за зголемување на платите не е предвидено ниту со закон, ниту со колективен договор, што според експертите представува директна форма на притисок врз институциите за решенија надвор од правните рамки. Иако владата неодамна ги зголеми платите на просветните работници, докторите и здравствениот персонал, синдикатите сега бараат повисоки плати за администрацијата во министерствата. Дополнително јавноста критикува дека синдикалните лидери кои примаат плати на 1000 евра со дополнителни привилегии се однесуваат како монарси, што го намалува кредибилитетот на нивните барања.